Господине Дончев, уште малце сакам, јас сакам да шпекулирам, но вие сте економски стручњак, и вас нема шпекулации, вие работите со конкретни проекции, нели, кои економистите ги осознаваат. Но мора да се сложите во впечатокот дека овие 30 на наредни години ќе бидат страшни. Ако не доживееме, ја имаме таа среќа да не ни се случи глобална војна, што може лесно да се случи кога нели доаѓа до ново прераспоредување на ресурси и така натаму, или нови колонии, така натаму. Се надеваме дека светот нема да иде, научил лекции. Но треба да очекуваме некоја голема револуција токму во овој ресурс. Дали тоа ќе биде ладната фисија, дали тоа ќе биде некако водородот кој ќе го замени се во ова, или факторот, например, што сега влегува во игра и се збори, дали е тоа само за мачкување очи, а тоа е биодизелот, кој веќе го имаме и на нашите бензински пумпи го лепа. Има ли тоа некаква улога во целава работа? Тоа е токму тоа што сакам да го кажам. Значи, спрема мене и многу други, да речам, многу поголеми стручњаци од мене би рекол, значи, нафтената ера е прашање на време кога ќе сопре. Така, дали ќе биде 30, 40, 50 години, крајот е иминентен. Сега, значи, дали, тука многу лесно може да се предвиде некој црно сценарио, револуции, војни и крај на светот. Но, ако нешто покажува историјата на човечанството, тоа е дека секогаш иновацијата триумфира над било каква состојба човечанството се наоѓа. Многу интересно. Значи, дека ќе се најде алтернатива, ќе се најде. Но тие земји кои ќе бидат првите да ги фатат ефектите од таа трансформација, од ова ќе биде едно од најголемите трансформации што светот ќе го доживее, така, посебно последните 150 години. Трансформацијата од користење на нафта во користење на алтернативни енергии ќе биде едно од најголемите процеси досега видена, која колку што ќе биде турбулентна и проблематична и представува закана, исто толку представува и можности за земјите кои ќе бидат способни и спремни да бидат меѓу првите кои ќе се прилагодат кон новите услови. Сега, што ќе биде алтернативата, не знам. Дали тоа ќе биде... Чекайте, господине Дончев, ни доаѓате од Харвард. Ја ако нешто сум научил сум сватил за такви големи универзитети кои просто штанцаат нобеловци, значи нема генерација да не изнедрила некој нобеловец, кој знае колку ги има Харвард. Ако ништо друго, барем сигурно во средбите со колегите имало доволно брейнсторминзи да веќе се насетува нешто. Хибридни возила, водород, ладна фисија, негдека се опипува нешто ќе се оформи. Кажете ми, што ви доаѓа пред во 76-та година Ја шпекулирам, да имавме среќа, јас и ти сме така по компјутери да речем така. Во 76-та година знаевме дека Бил Гейтс ќе стане тоа што ќе стане. Ќе му бевме Валда ќе најдевме $10,000 од некаде и тие $10,000 свенска ќе вредеа $50 милиона. Ќе му ги помогневме да го купи досот. Но сакам да кажам дека слично нешто е на праг на револуција во енергетскиот сектор. Значи дека дали тоа ќе биде биодизелот? Може би. Но проблемот со биодизелот е ќе дигне цената на храната. Прво ќе дигне цената за домашна храната, значи се користат постоечки ресурси, агрикултурни ресурси од една намена кон друга. И второ, значи пченката која се користи за прехрана да се користи за производство на гориво. Да, производство на гориво. За да сватат нели и гледачите за што. Но сепак тоа е една алтернатива, но проблемот со биодизелот е дека е прилично скап да се произведува. Јако еколошки чист, но прилично скап е да се произведе. Втората алтернатива е нормално струја. Веќе гледаме дека Toyota е така доста напреден во таа технологија, веќе имаме хибридни коли, така, и препоставам дека кои се помалку трошат, нели, овие горива, нафта, а се повеќе... Тоа е, мислам, хибрид во смисла дека
користи електрична и комбинација на електрична и нафтена енергија. Така. Но и тоа не е решение. Но тоа не е решение. Значи тоа е некоја минимална заштеда, но не е решение. Значи третата алтернатива е чисто коли на струја. Проблемот со тоа е батериите. Значи ние немаме технологија за складирање на доволно енергија во батерија. Тоа ќе направи некоја нуклеарна мала овде. Проблемот со струјата тогаш кажете ми, да, воопшто струјата, складирање на енергија, ние имаме голем проблем. Многу малце е мрднато од акумулаторот наваму. Тоа е точно и тука дали ги достигнавме физичките законитости или тоа може да биде следната револуција, така на начин на складирање на електрична енергија, но пак тоа не го решава проблемот. Што најмногу троши нафта во светот, господине Дончев? Апсолутно коли, мислам, апсолутно коли. Значи не е тоа хемиската индустрија, производство на пластика, не знам, централите и што ти ја знам и така натаму. Ги немам конкретните податоци, но мислам дека автомобилот е најголемиот потрошувач. Да, и тоа околу 75-85% оди кон автомобилите. Доволно е 75-80. Хемиската индустрија, да речем пластична индустрија околу 15% и 5% е мазотот што користи во одредени централи за производство на струја. Или грејење како што е или грејење, како да. Само 5%. Значи автомобилите се тоа. Апсолутно. Господинот Форд, кога на почеток на 20-тиот век рече дека секој американец треба да има свој автомобил, почна да оди се надолу. Но мислам дека е јасно, значи јасно. Имаме сега тоест проблемот што постои пред нас од аспект на ресурсот што се нарекува нафта, така? Мислам дека две проблеми, дека и прво исчезнува и ќе исчезне, и второ од аспект на глобално затоплување, така од аспект на загадувањето што реално и вие како економист едноставно тој факт веќе се разгледува во економските проекции и меѓу останатите работи потрошувачки и ово и глобалното затоплување. Тоа што сака значи глобалното затоплување е апсолутно значајна и станува се позначајна тема и мислам ќе слушаме многу повеќе за таа тема во наредните 10 години. Но тоа што сакам да кажам во почетокот, значи сме во ера каде што ќе доживееме во наредните 10-20 години почетокот на една огромна трансформација во начинот на кој светот произведува енергија. Дали сега, како ние како земја ќе се прилагодиме кон тоа? Нели и кој ќе биде тоа во вториот дел од емисијата ќе го направиме, една кратка пауза, но сакам ме интересира со што шпекулирате. Со што шпекулирате? Како ќе изгледаат тие турбуленции на глобално ниво? Бидејќи вториот дел ќе го посветиме се ово што го кажавме, што со Македонија, нели? Но ме интересира, мене се уште ме фасцинира глобалниот свет. Со што шпекулирате? Што ќе бидат тие турбуленции? Кон што ќе се иде? Ако северната хемисфера се повеќе се затоплува, па нели, помалце ќе се користат не знам, за грејење, за загревање, па помала емисија на гасови и така натаму. Дали може би ќе дојде до некое глобално освестување, па некоја промена у свеста кај човештвото да ги замени автомобилите со превозот за спас на планетата, и ова звучи како утопија. Не, види, не можеме за жал, мислам дека е премногу голем зафат да мислиме дека може да дојде до промена на постоечките навики, на начинот на кој сите ние како поединци живееме во светот. Но тоа што ќе се случи е постепено трансформација од одреден извор на енергија кон друг. Како што, например, не знам, јаглинот беше замена за дрво, нафтата беше замена за јаглинот, нешто ќе дојде што мора да биде замена за таа нафта. Но што ќе биде тоа, во овој момент имаме неколку навидум алтернативи, но не е јасно дали може да биде вистинска замена од технологии кои денеска постојат. Значи, кажам, биодизелот е еден, електрична енергија втор, сончевите колектори за електричен трет, ветровата енергија четврто, но може да испадне нешто сосема ново кој во момент не го знаеме. Човек се фасцинира колку, само шетајќи малце по интернет,
и ќе му стане јасно колку сте во право во што ова го говорите. Ова го кажам сега пред да идеме на пауза, кратка пауза ќе направиме. Кога една IT компанија како што е Google објавува денеска дека ќе инвестира во алтернативна енергија, во алтернативни извори на енергија. Тогаш човек кои имаат бесконечни ресурси и приходи од ништо, бидејќи немаат хардвер, немаат фабрики, немаат производство, немаат работна рака, добиваат токму тоа, светот на алтернативна енергија што току почнува и прашањето е која земја ќе се прилагоди кон тој нов свет и што ќе нуди и што ќе направи да ги земе придобивките од тој нов свет што доаѓа. Ум што ќе светне новиот Тесла, да видиме што ќе се роди. Возбудливо време ни предвидувате, господине Дончев, но што ќе биде со Македонија? За неколку минути бидете повторно во живо, ќе се вратиме со господинот Ден Дончев. Само кратка пауза за нашите спонзори.